благодарам што се информирате преку Слободен печат. Започнуваат вести. Еве што има ново. Македонските превозници објавија дека повеќе нема да ги блокираат товарните делови на граничните премини. Истата одлука ја донесоа и превозниците од Црна Гора, кои постигнаа договор со владата за нивните барања. Камионските превозници од Босна и Херцеговина и Србија веќе пети ден продолжуваат да ги блокираат граничните премини за товар. Европската комисија усвои нова визна стратегија во рамките на која ќе се разгледа посебен режим што ќе им овозможи на превозниците да останат во Шенген подолго од 90 дена, без потреба од дозвола за работа или престој, но со строга контрола и јасно дефинирани правила. Од недела 1 февруари системот Safe City ќе почне да дели казни. Возачите имаат уште 2 дена да повежбаат посмирено, попитомо возење и почитување на знаците и семафорите. Кој нема да успее во тоа, ќе мора да се фати за паричникот. Ќе се санкционира секое пречекорување на пропишаната брзина, поминување на црвено, непрописно паркирање и возење на нерегистрирано возило. Под лупа на камерите ќе бидат многу сообраќајници. Целта на активирање на овој систем е да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се намалат високите бројки на загинати и повредени лица во сообраќајни несреќи. За една година речиси преполовен бројот на водни птици на Охридското езеро. Најновите податоци од зимскиот цензус на водни птици спроведен во јануари оваа година под водство на Македонското еколошко друштво повторно го ставаат Охридското езеро во фокусот на загриженоста за состојбата на неговиот екосистем. Бројот на водни птици годинава изнесува околу 14.000 единки, значително помалку во споредба со минатата година, кога биле изброени над 26.000 птици. Викендов започнува саемот за туризам, рурални домаќинства во Македонија, кој што ќе се одржува во јавна соба. Представени ќе бидат целите, програмата и значењето на саемот за туризам, со посебен акцент на развојот на руралниот туризам, поддршката на руралните домаќинства и домашните производители на органски производи, како и на меѓународната соработка во оваа област. Саемот утре и задутре на 31 јануари и 1 февруари на едно место ќе ги обедини најавтентичните рурални приказни од Македонија. Ќе ги приближи руралниот и искуствениот туризам до пошироката јавност и ќе покаже дека патувањето не е само дестинација, туку и доживување, поврзување и учество во секојдневниот селски живот. Продолжуваме со вестите од светот. Украинскиот претседател Володомир Зеленски во четвртокот изјави дека очекува Русија да го спроведе договорот за 7-дневен прекин на нападите врз Киев и врз другите градови поради зимските временски услови, како што најави американскиот претседател Доналд Трамп. Зеленски нагласи дека во деновите што следуваат ќе се види дали Москва ќе се придружува до ваквиот договор. Претседателот на САД Трамп го повикал рускиот државен шеф Владимир Путин да ги запре нападите врз регионот на украинската престолнина за една недела за време на тековниот студен бран. Лично го замолив претседателот Путин да не го напаѓа Киев и градовите и населените места една недела за време на овој исклучителен студен бран, изјави Трамп. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека планира да разговара со Иран во услови на зголемени тензии. Иранската армија предупреди во четвртокот дека ќе одговори на секој нов чин на агресија против Иран веднаш и решително, нагласувајќи дека искуствата од 12-дневната војна во јуни минатата година трајно ја променија војната доктрина и правилата за ангажирање на вооружените сили. Американскиот претседател Трамп и се закани на соседна Канада со нова казнена царина од 50% на авионите што се продаваат во САД. На својата платформа Truth Social изјави дека американската лиценца за канадскиот производител на деловни млазни авиони Бомбардиер ќе биде повлечена како причина за повлекувањето на лиценцата и заканата со царини. Тој ги наведе активностите на канадските власти против Gulfstream, американски производител на деловни авиони. Минатата недела Трамп се закани со царини од 100% на сите канадски стоки увезени во САД, доколку Отава потпише договор со Пекинг.
Време е жена да ги води Обединетите нации. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, чиј мандат ќе заврши на крајот од оваа година, вчера повторно се залагаше за избор на жена на чело на меѓународната институција. Португалскиот дипломат е на оваа позиција од 2017 година. Неговиот втори последен мандат завршува на крајот од годината и ќе биде потребно да се утврди кој ќе го наследи. Парламентот на Венецуела ја одобри приватизацијата на нафтениот сектор. Националното собрание одобри ревизија на законот за енергетска индустрија, помалку од 1 месец по соборувањето и заробувањето на тогашниот претседател Николас Мадуро во американскиот воен напад во главниот град на Венецуела. Законот сега чека потпис од вршителката на должноста претседател Делси Родригес, која ги предложи промените кратко откако американскиот претседател изјави дека неговата администрација ќе ја преземе контролата врз извозот на нафта на Венецуела и ќе ја оживее за облината индустрија со привлекување странски инвестиции. Казна за германскиот комичар кој се обиде да го крене американското знаме на Гренланд. Градоначалничката на НУК ги повика медиумите и креаторите на социјалните мрежи да бидат одговорни откако еден германски комичар предизвика бес кога се обиде да го крене американското знаме во културниот центар во главниот град на Гренланд. Комичарот беше казнет парично. Индонезиска двојка јавно камшикувана со 140 удари. Ова е една од најстрогите казни што некогаш биле изречени во Индонезија, според шеријатскиот закон. Е примената врз вонбрачна двојка која била осудена на 140 удари со камшик при јавна екзекуција во парк во покрајната Ачех во четвртокот. Мажот и жената, чии возрасти не се наведуваат, добиле по 140 удари по грбот со бамбусов стап, 100 за неверство и 40 за пиење алкохол. Три лица украле куфери со повеќе од 2 милиони евра во готово на Прометна улица во центарот на Токио, што е редок инцидент во јапонската престолнина, позната по својата безбедност. Напаѓачите употребиле солзавец за да ги грабнат куферите во кои се наоѓале парите околу 20 часот и 30 минути во четвртокот во близина на станицата Уено, популарната туристичка област. Изјави портпарол на токиската полиција под услов да остане анонимен. Според телевизијата Фуџи, жртвите им рекле на полицајците дека парите биле наменети за менувачници. И за крај временска прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд, на повисоките места ќе врнат дожд и снег, а на планините ќе паѓа снег, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Максималните дневни температури ќе изнесуваат 4 до 12 степени. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со повремен слаб дожд. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.